Почитувани граѓани, деновиве сме сведоци на нов случај поврзан со непречено бегство на лица преку северната граница со Косово и целосно потврлање на Министерството за внатрешни работи и министерот Панче Тошковски. Денес СДСМ ќе открие детали од бегството на Артан Груби, за кои Тошковски и МВР не ја информираа јавноста. МВР ќе мора да даде јасен одговор. Како е можно Артан Груби да избега на Косово само еден ден пред акцијата, односно самиот ден на акцијата? Според информациите со кои располагаме и ги добиваме од свиркачи, МВР имало поставено полициска контрола на кружниот тек пред Блаце на денот кога Груби ја напуштил државата. Контролата таму била најмалку 3 дена пред самиот настан. Ова јасно укажува дека тие се сомневале дека може да има бегство. Но според нашите информации, самата полициска контрола, мобилната единица на МВР не знаела кого треба да очекува или кого треба да стопира. Тие добили информација дури откако Груби ја напуштил државата. Ова јасно потврдува две можни сценарија. Првото, или биле целосно неспособни да го спречат, или пак второто и поверојатно намерно не го спречиле. Дали Тошковски ќе каже искрено која е причината што Груби дента кога требало да се обелодени страгата, слободно си ја напушта земјата, а акцијата за неговото спречување е целосно нарушена? Кој ќе одговара за тоа доколку Груби воопшто не се врати по земјата? Дали МВР сега ќе преземе мерки против оние кои му помогнале во бегството, оние кои потврлиле во обидот да го спречат во рамки на МВР, и дали ќе бидат истражени сите околности под кои обвинетите го напуштиле државниот терен? Дали ова уште еден случај, ист како оној летото, кога со потерница баран меѓународен терорист слободно ја напушти државата во организација и со поддршка на одредени структури во МВР? Почитувани, премногу пропусти се случиле и премногу индикации има зад овој случај, и има нешто друго, односно има политички договор. Затоа, дали ВМРО ДПМН и ДУИ за овој случај се договорени и дали ова можеби не е цената за поддршката на ДУИ што им ја дава перманентно на ВМРО ДПМН во собранието? Дали е ова дел од очигледно договорените сценарија меѓу ДПМН и ДУИ за постојано јавно напаѓање и фиктивна дестабилизација, состојба која политички им одговара на двете партии? Од тука го прашуваме Панче Тошковски, до кога северната граница со Косово ќе биде злоупотребувана? За крај се потврдуваат сомнежите на СДСМ уште од ова лето, кога јавно укажавме за се што се случува на македонско-косовската граница. Социјалдемократски сојуз на Македонија и тогаш се сомневаше на политички договори кои сега ги гледаме на дело. Јавноста очекува одговори. СДСМ останува доследна на ставот дека секој кој го прекршил законот мора да одговара. Ги охрабруваме истражните органи да работат професионално и транспарентно и за секој кој ќе се докаже дека се огрешил да одговара пред закон. Благодарам, почитувани новинари, дали имаме прашање? Повелете.